што ни треба. Бидејќи не сме само ние што ја напуштаме грижата, утре ќе има и други. И така. До сега колку има деца? Немам некоја бројка за СОС детско село, можам да кажам дека до сега јас ќе бидам првата, бидејќи е нели млада организација тука кај нас во Македонија. И така, за од другите домови немам. Знам од прилика дека е околу 5 до 10 годишно. Сега бројката варира, некогаш повеќе, некогаш помалку. Така, според некои последни статистики што ги имаше Министерството за труд и социјална политика, вели дека во моментот во рамки на СОС семејствата се згрижени 53 деца до 15 годишна возраст, 27 деца од 15 до 18 годишна возраст се сместени во младинските програми, а 9 млади луѓе од 18 до 25 години живеат во индивидуални станови преку поддршка или на програмата за полусамостојно живење на СОС детското село. Она што сакав да ве прашаме, тука пишува дека се 9 млади луѓе на 18 до 25 години. Комуницирате ли вие меѓусебно? Да, контактираме. Пред се заедно имаме раснето. Комуницираме, ја живееме со Даниел и со брат ми. Контактираме и со другите, си помагаме, пример, некој, ако му е потребна поддршка за било што, како и совет. Да, е нормално. Така, она што сакав да се навратам уште малку на кампањата да зборуваме е за тоа. Споменавме како нели државата и владата интервенираат, меѓутоа има ли од страна луѓе кои ви помагаат, кои се подготвени да несебично да придонесат, да дадат свој удел во оваа кампања? Секако, како на пример што е покрај компаниите Тинекс, Макдоналдс и Македонската опера и балет, тука е тетка Сашка Петрушевска, Чичко Кирил, Зорица, асистентката од фонд. Има и други, да не заборавам некој сега, но има постојано луѓе кои што ни помагаат и со совети, и материјално. Така. Јас ги поттикнувам и гледачите на 24 за животот, знаат дека отворените телефони се секогаш тука за вас, 60 90 30, доколку имаат да постават некое прашање или можеби да дадат свој коментар токму на оваа тема. Ги повикувам и ги поттикнувам слободно да не се срамат, да го свртат телефонот. Тука сме ние за вас, тука се и гостите Силвана и Даниел, кои се подготвени да одговорат на било кој од вашите нели прашања. Да се вратиме уште малку на животот во СОС детското село. Даниел, би сакал ли да додадеш нешто повеќе околу тоа? Каква беше поддршката, зборувавме, нели, како меѓу себе комуницирате со браќата и сестрите со кои што имате живеено? Колку беше вклучена во вашиот живот, не само твојот и на Силвана, вашата СОС мајка? Нашата СОС мајка за нас беше од големо значење, бидејќи не учеше на практични животни вештини за поизлегувањето од СОС деткото село како станова, да знаеме како да се снајдеме во секојдневните домашни обврски, и ни беше поттик беше за се понатаму што ќе се случува, така. Алудирав на ова затоа што во детското село, нели, принципот, животот е заснуван на 4 принципи, а тоа е мајка, браќа и сестри, куќа и село. Мислев да ги скоментираме малку тие фази, неколку. Секој дете, нели, има родител кој се грижи за него, семејните врски природно се развиваат, секое семејство создава свој дом. Она што следува, еве зборуваме сега дека сте на факултет, студирате, следува вработување, но понатаму во животот можеби не сега во блиска иднина, но како што спомена и ти претходно, во подалечна иднина, верувам дека сакате да формирате и свое семејство. Верувам дека веќе имате некои такви планови, можеби. Да, секако дека имаме, но за да формираме семејство, прво ние треба да имаме стабилна работа. Така, тоа е главното што во моментов е пред вас, оно што го барате. Даниел? Почна пред малку да зборуваш за својата иднина, меѓутоа прекинавме. Што би додал плюс токму на оваа тема, како се гледаш себе си во иднина? Моментално сум фокусиран на образованието и
и после завршување на студиите морам да се вработам. Тоа ми е најбитно во моментот. За понатаму, да, планирам и да оформам семејство, ама за да оформам семејство треба да имам редовни примања. Така. Редовна плата. Баш ми е драго што го работа. слушам ова од вас двајца. Спомена дека треба нели помош. Добро, ете покрај државата, како можат останатите луѓе да помогнат во оваа кампања? Силвана? Можат првенствено со тоа што ќе ја поддржат кампањава, можат со кликање лајк на нашата Facebook страна што сега што потоа. Исто така можат со тоа што ќе обучат млад човек, што ќе вработат млад човек кој од оваа категорија на млади без родители и родителска грижа, така најголема поддршка ќе дадат и помош. Така. Како Силвана се гледа себе си во иднина? Јас во иднина, во најблиска иднина, се гледам како магистар, да ги завршам магистарските студии, па понатаму се надевам дека и во најскор време, во најбрз можен рок ќе се вработам по струка, прво сакам да пробам. Доколку не успеам по струка и доколку не најдам соодветна работа во државава, не се гледам во државава. Така, имаш амбиции за некаде надвор од Македонија? Некоја конкретна можеби дестинација каде што не си била или си била? Конкретна дестинација сакам Италија. Учам јазици, така да верувам дека и надвор многу лесно ќе се снајдам. Првенствено сакам да пробам тука, бидејќи си ја сакам државата. Сакам да пробам во државава, но доколку не најдам работа што ќе ми одговара, не планирам да останам во државава. Така, Даниел? Во поглед на тоа дали се гледаш себе си во Македонија или можеби во друга држава би си ја пробал среќата доколку имаш можност за тоа? Доколку би имал можност, би си ја пробал среќата во друга држава. Согласно моите квалификации, би можел да работам во одредени маркетинг компании, фирми надвор. Омилена дестинација ми е Шпанија. Зошто бе Шпанија? Бидејќи го учам шпанскиот јазик, моментално сум 6 степен на курс. Многу ми се допаѓа јазикот, имаме сличен менталитет, можам да кажам. Имав прилика да ја посетам Шпанија. Бев оваа година во Мадрид на саем за туризам во Мадрид. И имав таму практично искуство на самиот саем. Така, се повеќе покажувате дека сте пример за успешни млади луѓе. Имате ли некоја порака, можеби, што би упатиле до останатите? Порака што би упатиле до останатите, тука сме дојдени со цел да покажеме дека сме амбициозни како личности, се снаоѓаме за понатаму и може да пратиме апел до бизнис секторот, доколку имаат можности за вработување, за да ни олеснат за понатаму. Така, Силвана? Јас би апелирала до владата, залуден е квалитетот на грижата и да се инвестира во младиот човек и се доколку тој остане без работа, доколку не се вработи. Затоа јас би апелирала да ги земат во предвид нашите сугестии, така и верувам дека тоа и ќе се случи. Знаеме дека вработувањето е од витална важност за секој млад човек, посебно за нашата категорија, бидејќи како што веќе претходно напоменав, ние немаме каде понатаму. Мора да имаме стабилна работа. Како сето тоа што се инвестирало во нас, сите знаења, вештини, се што сме научиле со текот на годините, време е практично да го примениме. Но треба да ни се даде шанса за тоа. Така. Нешто што би додале сосема на крајот, со оглед на тоа што веќе тука некаде и крајот на емисијата? Јас би додала за Даниел едно како порака од мене, како Даниел го знам на вистина долго
и сме другари веќе 12 години, може и повеќе. Тој е многу амбициозен, него место него фаќа нон-стоп нешто работи, маркетинг, се би му препорачала во иднина да остане амбициозен, да се занимава со ова што најдобро му оди и верувам дека за секоја компанија би било чест да го има Даниел како менаџер. Фала. Јас би додал исто за Силвана, да ја порачам во иднина да ги заврши студиите. Бидејќи гледам нон-стоп, чита книги од секаква литература, ја сака науката. И посакувам да го добие посакуваното работно место. Ја гледам во иднина како успешна жена. Без разлика што некогаш можеби ќе ни се разделат патиштата, ние сепак ќе останеме најдобри другари. Така, драго ми е што го слушнав ова од вас двајцата, се согласувам со двајцата, иако можеби не се познаваме долго време. Верувам дека и гледачите стекна една слика за вас, добија една идеја како тоа ви изгледате надвор или од студиово. Ви посакувам јас многу успех понатаму во животот, особено што и Силвана по завршувањето на емисијата ќе запише магистерски студии. Особено ми е драго што токму во нашата емисија го сподели тоа искуство. Верувам дека ќе продолжите и ќе успеете понатаму, со оглед на тоа што веќе сте го избрале вашиот пат и сте тргнале по еден добар пат. Може би треба мала помош од страна, меѓутоа на секој му треба било каква помош и од државата и од блиските, пријатели, некои што ги имаме. И секако тука се секогаш медиумите кои што несебично нели ги отвараат своите патишта за токму вакви теми. Почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието. Останете на програмата на 24 вести.